Непродуктивните трошоци во општина Кочани најмногу ќе настрадаат со рационализацијата што започнала да се спроведува кај расходите, што не се директно поврзани со исполнувањето на работните задачи. Анализата на финансиското работење во изминатите години покажала дека има можности за значителна заштеда на пари што ќе се пренаменат за други потреби. Според градоначалникот Илиев, кратењето на трошоците започнало уште пред нова година, а ќе продолжи и во текот на 2018-та. Ги скративме трошоците за репрезентација, трошоците за патување се сведени на едно разумно ниво, значи тие мора да ги имаме, меѓутоа се сведени на едно разумно ниво и продолжуваме со штедење на секое место. Ќе продолжиме со рационализацијата. Исто така во буџетот морам да кажам дека ги скративме и средствата предвидени за IT технологија, односно за купување на нови компјутери. Значи праксата дека секоја година треба да вложиме 20.000 во компјутери, ова година нема да ја има и во потрага сме и по други решенија кои навистина ќе заштедат значајни средства во буџетот. Општината ќе има и нов приод во соработката со фирмите кои работат со локалната самоуправа. Според Илиев, станува збор за подигање на свеста за општествена одговорност што ја имаат, па освен нивниот бизнис интерес, тие ќе треба да и помогнат и на пошироката заедница. Се работи за фирмите кои работат проекти и кои земат пари од буџетот на општината. На крајот, ако остваруваат некаква добивка, ред е еден мал дел, да не сакам да кажам процент, да го вратат на граѓаните некако пари како донации во разни проекти и разни други дела кои ќе бидат од интерес на граѓаните. Еден таков принцип веќе почнавме и имаме добар одзив. Значи една фирма ни донираше веќе проект, не е од Кочани, за жал не е од Кочани, не е локална, меѓутоа фирма која соработува со локалната самоуправа со општина Кочани од Скопје донираше проект за изведба на детска градинка. Со примерот што го спомина градоначалникот Илиев за добрата практика со фирмата што бесплатно го донирала проектот, општина Кочани успеала навреме да поднесе апликација до ресорното министерство за добивање финансиска помош за изградба на нова детска градинка во населбата Дрчевик. Слични примери за општествена одговорност се очекуваат и во наредниот период, а паралелно со тоа ќе оди поголемата контрола и кратењето на непродуктивните трошоци од општинскиот буџет.